ден и добре дојдовте. На почеток на вестите ги гледаме настаните на денот. Густ чад го покри Скопје. Главниот град мириса на пожар. Огновите во околината на градот го загадија воздухот и го пласираа на неславното 9-то место по загаденост во светот. Артан Груби седна на обвинителна клупа. Судењето за лотарија е одложено до 7 септември. Скопските градоначалници ги празнат фонтаните поради западно-нилската треска. 4 излекувани пациенти заминаа од инфективна. 101,5 денари за литар дизел. Ново поскапување на горивата од полноќ. СДСМ постави услов до левица за обединување во опозицијски фронт. Кога ги сменат своите политики и се откажат од своите ментори и финансиери, мајка Русија и татко Христијан Мицкоски, и тие се добредојдени во фронтот за вистина. Овие вести известуваме во живо за чадот кој го покри главниот град и за почетокот на судењето против поранишниот висок функционер на ДУИ Артан Груби. Останете со нас, почнуваат вести. Густ чад го покри Скопје, а Скопската котлина е со значително намалена видливост. Чадот од повеќе активни пожари во Скопскиот регион, носан од ветрот, се чувствува во целиот град. Најсериозна е состојбата на Китка, каде гори мешана шума, а во гаснењето е вклучен и хеликоптер на МВР. Колку е густ чадот над Скопје во моментов, ќе видиме во живо од Водно, каде се наоѓа мојата колешка Габриела Лескова. Габи, што дишаме и од каде доаѓа загаденоста и чадот? Славица, директно да ти одговорам на прашањето, дишеме чад кој што доаѓа од пожарите кои што се наоѓаат во околината на Скопје. Само што добив информацијата дека заврши хеликоптерската обиколка на тимот од дирекцијата за заштита и спасување, која што покажала дека во моментов не гори на ниту една точка овде на Водно и дека оној непријатен мирис и густиот чад кој што беше видлив во изминатите часови буквално во секој дел на Скопје доаѓа токму од пожар кој што се наоѓа на планината Жеден, некаде во аторот на селото Бојане. Токму на овој пожар веќе дејствуваат тетовските пожарникари, а веќе некаде пред околу 30-40 минути го напаѓаат и скопските пожарникари. Овој пожар станува збор за навистина тежок и се класифицира токму во ова категорија на тешки пожари, бидејќи секаде каде што гори на карпест предел. Исто така, како што напоменав, не е само овој активен пожар во моментов, каде се гори во околината на Скопје, да дознаеме од прилогот кој што го подготвивме. Густ чад го покри Скопје, од Водно Скопската котлина едва се гледа. Снимките од камерите покажуваат дека видливоста е значително намалена. Причината е чадот што ветерот го носи од повеќе активни пожари во Скопскиот регион, но најмногу од планината Жеден, кај што гори кај село Бојане. Мирисот на чад кој што се чувствува во некои делови од Скопје доаѓа од пожарот кој што се одвива на планината Жеден, некаде во аторот на село Бојане, пожар кој што од тетовска страна сега полека се префрла кон скопска страна. Пожарот моментално се одвива на тешко пристапен терен на планината Жеден. На негово гасење работат пожарникарите од Тетово како поддршка на скопските пожарникари. Очекувам во попладневните часови да биде воспоставена контрола врз овој тежок за гасење пожар. Пожарникарите даваат се од себе, но исцрпени се. Од активните пожари денеска најсериозна е на Китка, каде што гори мешана шума на територијата на Студеничани и Зелениково. Во гаснењето ангажирани хеликоптер на МВР, но огнената стихија не е само кај Китка. Пожар има и во Илинден кај Бујковци, како и во Сарај, каде што гори ниско стебласта шума и висока трева. И мерните станици на Министерството за животна средина покажуваат дека квалитетот на воздухот е лош. Од Институтот за јавно здравје уште во петокот излегоа со мерки за намалување на изложеноста на чад. Од таму препорачуваат ограничете го престојот на отворено кога воздухот е загаден со чад. Намалете физичката активност и избегнувајте интензивен физички напор, со што се намалува количината на вдишан загаден воздух. Останете во затворен простор со што е можно почист воздух. Држете ги прозорците и вратите затворени додека надворешниот воздух е загаден со чад. Денеска се активни вкупно 5 пожари. Најкритично е на Студеничани и Зелениково, со крак кон село Палиград, каде пожарникарите имаат тешка ног со огнените стихии. Дождот кој што вчера заврна на неколку места во државата ни помогна да биде изгаснат пожарот кој што се развиваше над село Сушица, над Конјаре, кој што претходно започна на територијата на општина Куманово во аторот на село Винце. Овој пожар е изгаснат на нула. Во овој момент имаме најмалку 5 активни пожари.
Вчерашниот ден се заокружува со 33 пожари. Иако бројката е помала во однос на изминатите денови, станува збор за потешки шумски пожари кои што бидејќи се на карпест предел, значително се и потешки за гаснење. Габриела Лескова, Сител телевизија. Артан Груби седна на обвинителна клупа. Судењето за лотарија е одложено до 7 септември. Скопските градоначалници ги празнат фонтаните поради западно-нилската треска. 4 излекувани пациенти заминаа од инфективна. Артан Груби на 7 септември треба да каже дали се чувствува виновен за злоупотребата на над 8 милиони евра во државна лотарија. Денеска седна на обвинителната клупа, но почетокот на судењето беше одложен. Зоран Јаневски известува. Зоран, зошто не започна процесот денеска? Денешното судење против поранешниот вице-премиер Артан Груби не започна бидејќи обвинетите и нивните бранители не направиле увид во доказниот материјал кој што јавното обвинителство го има во овој предмет. Судот го закажа за почетокот на септември, односно дали Артан Груби се чувствува виновен, ќе треба да каже на 7 септември. Од јавното обвинителство пак кажаа дека за злоупотребата на службената положба, кривичното дело со кое се гони Груби, меѓутоа и останатите се думи на обвинети, ќе го брани со над 230 материјални докази. Меѓутоа, како сведоци ќе повика и 7 лица. Дел од овие сведоци пак ги предложиле и обвинетите за нивна одбрана. Целосната слика и причините зошто денеска не започна судењето за случајот државна лотарија гледаме во прилогот. Артан Груби на 7 идниот месец треба да каже дали се чувствува виновен за злоупотребата на 8 милиони евра во државна лотарија. Тој седна на обвинителната клупа, но почетокот на судењето се одложи. Судот денеска им ги даде доказите на адвокатите, па добие рок од 2 недели да спремат одбрана за обвинетите. Груби, кој е во куќен притвор, беше донесен со полициска придружба, но наместо на главниот влез беше спроведен преку гаражата на судот и влезот кој го користат вработените. Во судницата дојде со двајца адвокати. Покрај Гоце Ристески ќе го брани и Владимир Доневски, кој беше адвокат на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Освен Груби, за штетата од над 8 милиони евра се обвинети уште 7. Прво обвинетиот Парпарим Бајрами како поранешен директор на лотарија е во бегство, па на денешното судење се појави само неговиот адвокат. Нивната одбрана не сакаше да го коментира случајот. Прво сакале да ги видат доказите кои во картонски кутии денеска ги земаа од судницата. Па добро е да обвинението за предметот. Сега го добив на обвинението. Не сме го прочитали. Сега го добив на судница. Па добро за преквалификувањето или за тоа. Да видиме што е точно напишано, ќе дадеме коментар. Сега го примам обвинението. Ќе им се суди и на поранешниот генерален секретар на владата Методија Димовски, како и на членовите на надзорниот одбор на државната лотарија. За сите обвинителството најави дека поседува обемен доказен материјал. Злоупотребата на службената положба ќе ја докажува со 231 материјален доказ, а ќе бидат повикани и 7 сведоци. Изведувањето на доказите според обвинителството нема да трае долго. Материјалните докази со исклучок на вештачењето ќе ги изведам на едно рочиште. За вербалните ќе треба 2 до 3 да завршиме, со оглед дека и одбраната ги има предложено за сведоци во директно испитување. Случајот го води судиката Билјана Шуплиновска Јовески, која денеска кажа дека има намера да се одржуваат по 2 рочишта неделно. Закажа термини за следните 2 месеци, па до крајот на октомври е предвидено да се одржат вкупно 13 судски рочишта. Груби и другите обвинети се соочуваат со затворски казни до 5 години. Иако обвинителството во текот на истрагата ги гонеше за проневера во службата, за кое дело се предвидени високи затворски казни. По затворање на истрагата, од обвинителството објаснија дека обезбедените докази укажале дека лицата ја злоупотребиле службената положба. Се гонат дека дозволиле набавка на апарати за коцкање вредни над 8 милиони евра, иако, како што велат од обвинителството, знаеле дека државната лотарија нема право самостојно да организира игри на среќа. Тоа право претходно било доделено на друга фирма. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Скопските градоначалници ги празнат фонтаните поради западно-нилската треска. 4 излекувани пациенти заминаа од инфективна. 101,5 денари за литар дизел. Ново поскапување на горивата од полноќ. Четворица пациенти кои беа хоспитализирани со западно-нилска треска денеска заминуваат дома. Меѓу нив се и најмладите заразени од Скопје. Веќе има 7 нови сомнителни за кои се чека потврда на болеста. Министерот за здравство ги посети болните и вели дека за дел од нив ќе биде потребна медицинска нега и по заминувањето дома. Општините во меѓувреме ги празнат фонтаните кои беа посочени како жаришта за комарци. Четворица пациенти, меѓу кои и најмладите, кај кои беше потврдена западно-нилска треска, денеска ја напушти инфективна. 7 нови пак сомнителни биле примени на болничко лекување и за нив лекарите ги чекаат лабораториските резултати. Под медицински третман и надзор се 22 хоспитализирани, меѓу кои 3 кои се во многу тешка состојба, кажа министерот за здравство кој денеска беше во посета на клиниката. Клековски вели дека за дел од болните ќе треба и дополнителна рехабилитација. Тројца се доста сериозни, во доста сериозна состојба, значи дека се веќе релативно долго време на респираторна поддршка, не излегуваат од коматозна состојба. За некои од пациентите ќе им треба невролошки третман после отпуштањето, некои можеби ќе треба физикална терапија и за тоа искомунициравме со лекарите таму и да го организираме тој процес час поскоро. Од 9 август нема нов случај на западно-нилска треска од Драчево, кое беше првото жариште на вирусот и со најмногу заразени. Но каков ќе биде текот на епидемијата, здравствените власти велат дека не можат да прогнозираат. Фонтаните и застојените води се местата каде што најмногу се размножуваат комарците. Нивното исклучување и празнење се дел од мерките за заштита од западно-нилската треска. Општина Киселавода веќе презеде мерки за празнење на фонтани на неколку локации. Одлуката која што ја донесовме како општина навистина беше тешка одлука за носење, заради тоа што сега имаме горештини, но имаме и многу посериозен проблем, а тоа е справувањето со епидемијата која ја имаме на овие простори. Ние како општина, каде што имаме прогласено епидемија, секако превентивно делуваме и ги исклучуваме секоја една можност, што значи да имаме простор за размножување на комарците. Мораме да работиме на сузбивање на сите можни позиции, жешки позиции за тоа. 5 пациенти со западно-нилска треска починаа, со што земјата е на врвот во Европа по стапката на смртност, но и по бројот на заразени на милион жители. Сања Димитровска, Сител телевизија. Дизелот од полноќ ќе се продава по 101,5 денар за литар, највисока цена во последните неколку години. Поскапуваат и бензините. Новиот ценовен удар ќе ги зголеми трошоците и за граѓаните и за бизнисот. Регулаторна го објаснува растот со повисоките цени на нафтените деривати на светските берзи. Дизелот надмина 100, поскапуваат и бензините. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата. Од полноќ, дизелот оди нагоре за 3,5 денари и ќе се точи по 101,5 денари по литар. Бензините ќе се продаваат за денари пол повеќе. Евро Супер БС 95 ќе биде 93 денари, а 98 октанскиот 95 денари. Од регулаторно објаснуваа дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување и тоа во просек, кај бензините за 3,7%, а кај дизелот за 4,8%. Курсот на денарот во однос на доларот е понизок за 0,5%. Сител пресмета колку ќе вечини просечен полн резервоар од 50 литри по новите цени. Ако возите на бензин, ќе платите 75 денари повеќе. Ако возилото ви е на дизел пак, тогаш полнење до врв ќе вечини нешто над 5000 денари, односно 175 денари повеќе. Од СДСМ вела дека поскапувањето нема да остане само на бензинските пумпи. Следува ново поскапување на храната и другите производи што граѓаните ги купуваат секој ден. Затоа ова не е само проблем на возачите, туку удар врз буџетот на секое македонско семејство. Граѓаните скапо ги чинат неспособноста и промашувањата на Христијан Мицкоски.
ВМРО ДПМН пак возврати. Во времето на СДС Македонија беше прва во делот на највисока инфлација и една од државите во регионот со највисока цена за литар гориво. Денес имаме најниски цени за горивата и енергенсите, а исто така имаме една од најниските инфлации во регионот и пошироко. Разликата е повеќе од евидентна. Ова е прв пат по неколку години дизелот да надмине 100 денари, во екот на енергетската криза предизвикана од војната во Украина. Најскап дизел се точеше при крајот на јуни 2022, кога цената достигна 110 денари по литар. Тогаш бензините беа поскапи од дизелот. Во тој период на берза суровата нафта се тргуваше по $111 по барел. Денес на светските пазари нафтата е околу $93. За облажување на ценовниот удар, се уште во сила се намалените акцизи за 2 денари кај бензините и 4 денари кај дизелот. Министерката за финансии Кочовска минатата недела рече дека нема голем простор во буџетот за дополнителни мерки. Скратените акцизи се компензираат со поголемата потрошувачка од соседите. Повисоките цени неминовно ќе влијаат и на инфлацијата, а власта очекува да остане во рамки на предвидените 4,5%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Македонските превозници следниот понеделник излегуваат на протест пред делегацијата на Европската унија. Бараат промена на шенгенските правила со кои нивниот престој е ограничен на 90 дена во период од 180 дена. На протестот ќе излезат и превозници од Србија, Црнагора и Босна и Херцеговина, револтирани што 7 месеци нема одговор на нивните барања. Ако не се најде решение во Брисел, не исклучуваат нови блокади на граничните премини. Превозниците излегуваат на протест следниот понеделник пред делегацијата на Европската унија. Транспортерите ќе побараат промена на правилата со кои им се ограничува влезот во Шенген земјите на 90, односно 180 дена во годината. Се одлучиле на мини протест 4 балкански држави, кои не се членки на ЕУ, ден пред одржување на состанокот на работната група во Брисел. Револтирани се затоа што 7 месеци нема одговор на нивните барања. Во сите главни градови на државите, во Скопје, во Белград, Подгорица и Сараево, да се направи мини протест кој ќе трае 2 сата од 12 часот до 14 со предавање на дописи до мисијата која што треба понатака да ги проследи, со цел да се побара ажурност во надминување на проблемот, бидејќи веќе помина повеќе од 7 месеци и одново почнуваме да се соочуваме со проблемите запирање и затворање на возачите. Министерот за транспорт вели дека владата прави напори да им помогне на македонските транспортери. Се надева дека со склучување на билатерални договори со земјите што се дел од Шенген, ќе се надмине проблемот со кој се соочуваат превозниците. Гледаме генерално да ги покриеме рутите каде што македонските транспортери најчесто одат. Со Швајцарија веќе има договор, со Хрватска има договор, со Романија има договор, како што кажав, следни за разговори се Австрија и Словенија и исто така работиме со Германија, така што на тој начин ги покриваме земјите каде што има најголема фреквенција и тоа е оно што можеме ние да го направиме и го правиме во овој период. Транспортерите од Македонија, Србија, Црнагора и Босна и Херцеговина барат да не им се бројат денови за престој, туку часови и минути, бидејќи сега со неколку минутен транзит низ Шенген земјите им се брои како цел ден. Ако не се најде решение во Брисел на 1 септември, не исклучуваат можноста од повторна блокада на граничните премини, исто како во јануари годинава. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Пет центарот повторно не снима пациенти, откако денеска поради технички проблем не стигна радиофармацевтикот од Турција. Филипче обвинува дека со застојот се загрозуваат најтешко болните од рак и побара проблемот итно да се реши. Од здравство најавуваат нова достава уште утре, додека се чека и специјалното масло за повторно да работи циклотронот. Откако во петокот беа снимени десетина пациенти после 2,5 месеци застој, председателот на СДСМ обвини дека повторно не работи пет центарот. Венко Филипче побара властите веднаш да го решат проблемот и да не ги загрозуваат животите на болните од рак. Околу 15 пациенти на ден, кои што се најтешко болните пациенти, кои што имаат рак, од кои што животот им зависи од тоа снимање, затоа што тоа снимање ја одредува терапијата или модификацијата на терапијата. Во зависност од стадиумот во кој што се наоѓа болеста, сега се во ризик. 2,5 месеци не работи до сега. Итно да се среди овој проблем. Како знаат и умеат уште утре да биде пет центарот
во функција директно се загрозува здравјето и животот на најтешко болните пациенти во држава. Државата минатата недела набави радиофармацевтик за 10 пациенти од Истанбул, бидејќи поради недостиг на специјално масло, не работи пумпата на единствениот циклотрон во јавното здравство и не може да произведува радиоизотопи кои се потребни за ваквите снимања. Во меѓувреме, министерот за здравство најави дека секојдневно ќе се врши набавка од Турција, но поради технички проблем, денеска не била извршена достава. Денеска ја откажа добавачот испораката поради негови оперативни проблеми. Нашето возило беше спремно на аеродромот во Скопје да го прифати. Спрема моите информации, потврдени се испораките за наредните 3 дена, така да очекувам да биде без проблем. Очекуваме одговор од алтернативните рути. Од институтот велат дека за утре биле планирани 10 пациенти, а во однос на маслото извозните дозволи од Белгија биле во тек. Очекуваме до крајот на месецот да стигне. Универзитетскиот институт прави максимални напори да ги обезбеди сите потребни ресурси за непречено функционирање, информираат оттаму. Александар Динев, Сител телевизија. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство спречиле увоз на 2 пратки млеко од Косово, откако лабораториските анализи покажале присуство на афлатоксин над максимално дозволените концентрации. Станува збор за вкупно 27.520 килограми млеко кое било наменето за продажба во Синџир маркети во земјава. Пратките биле запрени на граничниот премин Блаце, а минатата недела под надзор на официјален ветеринар биле нештетно уништени на депонијата Дрисла. Од АХВ информира дека мострите биле земени во рамки на редовната мониторинг програма за контрола на храната од животинско потекло што се увезува во земјава. Агенцијата потсетува дека од 17 јули се воведени засилени безбедносни мерки за увоз на млеко и млечни производи. Со нив се предвидени задолжителни лабораториски испитувања и дополнителни проверки на квалитетот со цел на домашниот пазар да се пласираат исклучиво безбедни производи и да се заштитат потрошувачите и домашните производители. Sada само со услов до левица за заеднички опозицијски фронт да се откаже од антинато ставовите и проруската политика. Филипче вели дека не се изолираат од опозицијското обединување и се подготвени за избори во секој момент, но нема да ја дадат алиби на власта за нивно распишување. Од ВМРО ДПМН одговорија дека токму Филипче бега од изборно соочување. СДСМ не се изолира од опозицијскиот фронт, кој бара итни избори и е подготвен за соочување во секој момент, но порачува дека нема да биде покритие за потезите на власта. Опозицијската партија упати јасен услов до левица за било какво обединување, да се откажат од антинато ставовите и проруската политика. Според лидерот Венко Филипче, ВМРО ДПМН ја има апсолутната власт и може сама да распише избори и без барање од опозицијата. А мотивот на премиерот за предвременото гласање е празната државна каса од која, како што вели, ги снимува парите за криминални тендери. Гледаме дека и прокси партијата на Христијан Мицкоски, тоа е левица, се согласува за избори и повикува на некакво обединување на опозицијата. Обединувањето може да биде само со и зад Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто? Поради тоа што фронтот за вистина и правда веќе објавен. Поради тоа што левица е партија која што е проруска партија, која што имаше јасен транспарент дека НАТО се убици во собранието и доколку кажат и доколку ги сменат своите политики и се откажат од своите ментори и финансиери мајка Русија и татко Христијан Мицкоски, и тие се добредојдени во фронтот за вистина. Венко е сосема одлепен од реалноста, она што му го диктира Заев, тој го повторува. Во однос на изборите јасен му е епилогот, затоа и бега од соочување со граѓаните, велат од владеачката партија. Очигледно е дека Филипче нема допир со реалност, а тоа е поради неговата дружба со аболицираниот криминалец Заев, на неговата милионска јахта во Грција, кој му диктира што да кажува пред медиумите и му ја создава перцепцијата. А Филипче, како негов следбеник, истото го повторува. Тука можеме директно да му порачаме дека јасен демант за неговите лаги се официјалните статистики кои ги спроведува во јавноста Државниот завод за статистика. Во однос на изборите, единствен човек во државата кој не сака избори бега од нив е Венко Филипче и талогот од СДС. Од месечината се гледа дека јасно му и на него и на талогот каков дебакл ќе доживеат и како ќе бидат поразени од граѓаните, велат од ВМРО ДПМН.
Од левица веќе се изјаснија дека се подготвени веднаш за изборен процес, како и од ДУИ, по најавата на премиерот дека доколку опозицијата побара, ќе се одржат предвремени парламентарни избори. Тамара Дичевска, Сител телевизија. 3,5 децении независност, но четврта година под звуците на сирените и експлозиите. Украина го одбележа националниот празник во сенка на војната, а Зеленски повика на посилен меѓународен притисок врз Русија за да биде принудена на преговори. Во Скопје собранието со едноминутен молк и одбележување на 35 годишнината им оддаде почит на жртвите и дипломатите, а дипломатите порачаа дека траен мир нема без правда. 3,5 децении независност, но четврта година под звуците на сирените и експлозиите. Украина денеска го одбележува денот на независноста во сенка на војната која однесе илјадници животи. Со едноминутен молк во чест на жртвите во војната со Русија. Македонскиот парламент се вклучи во одбележувањето на 35 годишнината од независноста на Украина. Нашата порака денес е едноставна и јасна. Секој демократски народ во светот, особено во Европа, треба да ја даде својата поддршка на Украина и со тоа да покаже дека споделуваме заеднички вредности и со самото тоа дека припаѓаме во едно заедничко семејство. Границите не смеа да се менуваат со сила. Окупацијата не смее да се претвори во прифатена реалност, а меѓународното право мора да важи еднакво за сите. Поддршката за Украина и поддршка за мир. Амбасадорката на Украина во Македонија повика на запирање на руската агресија врз нејзината татковина, а од Скопје испрати порака дека на Украина и се потребни ракети со кои ќе одговори на нападите. 1643 дена целосна руска вооружена агресија. Украина ја брани својата независност. Украинци веруваат дека ќе можат да постигнат мир на целата своја земја, бидејќи имаат карактер. Дипломатскиот кор во земјава со осуда за агресијата и поддршка за Украина. Франција не ја признава и никогаш нема да ја признае анексијата на украинските територии од страна на Русија, ниту резултатите од лажните избори одржани таму. Германија ја осудува ова војна најстрого. Нема да се воздржуваме во давање на секаков вид на поддршка на Украина. Фотографии од Украина беа изложени во Собраниската кристална сала како сеќавање на убавините на Херсон, кој е еден од најпогодените градови во руските напади. Македонија и во 2022 усвои резолуција во парламентот со која ја осуди руската агресија во Украина. Додека Русија утрово нападнала трговски центар во Одеса, во Киев претседателот Зеленски и европските лидери на заедничка церемонија оддадоа почит на жртвите. Се повика на зголемен меѓународен притисок врз Русија со цел да се принуди да седне на преговарачка маса. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. За подготвеноста на македонската армија и потребата од доопремување и модернизација се инвестирали во човечкиот потенцијал. Какво решение се крои за припадниците на армијата постари од 45 години? Колку се македонските безбедносни структури подготвени да одговорат на современите загани, како странско мешање и манипулација со информации? Тема на денот во 19 со министерот за одбрана Владо Мисајловски. Автопатот Охрид-Кичево треба целосно да биде пуштен во употреба во првиот квартал од 2027 година. Работите продолжуваат на најсложениот дел од трасата. Останува рокот во првиот квартал на идната 2027 година автопатот Охрид-Кичево целосно да биде ставен во функција. Во однос на најтешкиот дел на делницата од извор до Врбјани, веќе 2 галерии се целосно завршени. Третата е некаде со 70, а четвртата со 50% динамика и се очекува до октомври да биде завршена, изјави денеска министерот за транспорт Александар Николовски при посетата на општина Струга. Задоволен сум со прогресот на Охрид-Кичево. Во однос на најтешкиот дел, тоа е делов кој што го спомнавте, од извор до Врбјани, веќе 2 галерии се целосно завршени. Третата е некаде со 70% динамика. Четвртата е со некаде 50% динамика. Во тунелите се работат, народски кажано, фините работи, односно се поставува софтвер, сигнализација за следење на сообраќајот, сигнализација за рано предупредување од пожари, вентилацијски системи, како и супермодерен контролен центар, кој што
ќе го поставиме со цел зголемување на безбедноста и очекувам во текот на месец октомври да ова најтешка делница од автопатот Охрид-Кичево биде ставена во функција. Во однос на трасата Ќафа-Сантребеништа посочи дека во интензивни комуникации со Албанија и се разгледуваат одредени опции се со цел да се изнајде алтернативна рута, согласно препораките на УНЕСКО. Ние веќе интензивно комуницираме со Република Албанија, разгледуваме одредени опции, така што автопат ќе се гради, не е веќе прашање дали ќе се гради, тоа е добрата вест од препораките на УНЕСКО. Она што треба да се направи е само да соодветната рута се избере за да не наштети нити на културното и историско наследство, нити на секако биодиверзитетот. Министерот Николовски на средбата со струшкиот градоначалник Јура најави дека заеднички работат на големи инфраструктурни проекти, додавајќи дека се градат автопатите Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани, а од септември ќе започне изградбата на автопатот Кичево-Букојчани. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Во централниот дневник, како што најавивме,